Втора категорија. Програми што може да ја вознемират малолетната публика. Се препорачува надзор од родител-старател. Драги мои, добро вечер и добро дојдовте во уште едно издание на Јади Бурек. Вечерва гостин во студиото Јанаки Митровски. Јанаки, добро вечер, добро дојде. Добро ве најдов. Ќе бидеме сериозни? Нема проблем. Не, јас знам дека ти нема проблем, ја имам проблем. Што последно време да така. Не, ептен. По несериозно настроен. Ептен. Изгледа она Што работа? све стискање. Пубертет. Пубертет. Знаеш како вика Сталин? Климакс. Века Сталин како рекол, века си е лицата најсилно гори пред да цркне, пред да прегори. Не, колку има 60 и колку? 60 и Некоја. 2, 3. Ама не, ајде. Броени години. Еве доста видиво, доста со црни муавети бега. Зашо 82 црни? ќе живееш, од кај знаеш, може 102 ќе живееш. Што ќе ми е Тешка 102 работа, ако што сум ќе ти згрбаен? Така е, нема збор. Боле сега злака него ли... Баба ми Кираца живееше Леле, што фамилија сте вие? 82, ама онака квалитетно. Нели? Последната година само Нели? имаше проблеми со синот, джапаше ракија, пиво пиеше. Джапаше ракија. Да, по две ракии, така. Значи, испадна дека ракијата е клучот Па и на така е. здравје Ама и... се умерено една-две ракии дневно. Па така, цел Македонецов не знае. Ја не знам така, да, и затоа кога не пијам мичеве, ти викам од денеска некој режим сум, зашто сум пак поправен. Пак сум 130 за жал и ке овак... IQ, збориме за IQ. IQ. За IQ збориме. Сега можам ја да кажам дека сум скоро до нормалниот, нешто под 100 Абе, добар бе, IQ. па ме знам, за месец и пол се запуштив. Така не бъде. По тоа кафани. Кафани. Да. Бизнис, работа, ово, она, Да, трчи. глупости. Тоа. Да. Не вежбам сега 2 месеца и тоа е тоа. Секоја ти чест на енергијата, пошто те следам, онака те као За Сабајле, шпиунче, дека да. Сабајле у 6 стануеш, идеш у теретана. Ненормален. Мене лани Марио Јовановски што ми е тренер, кога ми го кажуваше тоа, тоест кога ми предлагаше да идам од 6 саат Сабајле, да му се викам така, нема шанси прво да станам ја у 5:30, па да викам све ствар навика и стварно е така. Све ствар навика затоа што јас на претходно пред 12 не сум си легнал. Добро. Се вака уморен нема шанси 5:30 ќе станеш, се враќаме дома, рутината не е таа, жена ми деца ќе станат дека ги спреми школа, работа. Океј. Ја веќе 9:30, 10 сум бил у кома. Сега пак малце нема планирам од утре да почнам пак, па ќе видиме како ќе. Знаеш што ме плаши? Мене не ме плаши идењето у теретана и вежбањето, мене ме плаши што рано Сабајлечки вежбањето велат дека е многу нездраво за мажине. Ова не здраво, многу е добро, нема гајне. Не, здраво, али после 18 час, дека инфаркт попрво ќе добијат оние што се рано Сабајле, одошто оние подоцна што Не е вежбаат. една од најдобрите заштити за Тоа срцеви знам, болести ти да вежбаш. ама рано, уште организмот не е пробуден, ти го пумпаш. Си го темпираш ти организмот, како ќе си го навикнеш така, тоа нема врска, си легна порано и тоа е тоа. Па ја Марк мислам Волберг актеров у 2:30 станува сад. А легнал у 7:30. Волберг. Да. Аха. У 2:30 станува сад. Може ли да знаеме Цукенберг што прави, пошто ова е голтар. Не спие, Не Не спие. спие, да. Тесла не спие, ама камен не напри. Што ти е вече? Не. Ја немам објаснување што е, али ја ти се извинувам од Не бе, напред. зашо ми се извинуваш, види го глупости. Па не, може би, нели, сега камерно имате голем настан и сакам да го промовирам, ама ја веќе не можам. Добро.
утре ќе се издувам, ќе се обидам да бидам Дојди у професионален. сабота, што ќе си Што ако дојдам бе, ќе ви дојдам у спидогачици кој што сум ненормален таму, целиот што ќе се Ќе те надувам. соберат овие од цивилка што ќе бидат 100% од пријатели од недозволена трговија и шведската соберат. Нека ме да се одмориш малку. Да не ме вадиш. Не да Да ме оставиш таму. Не имаше за волја на вистината и претходните два пати кога ги мора да бидеме реални, дека претходните два пати 2018 и 2019 кога организиравме, имаше полиција, меѓутоа не беа са што е реално, не беа агресивни, многу малку имаше лишување од слобода. Многу малку имаше. Да не биде везич. Да не биде Да, везич. на вториот мислам дека никој еден човек само у апсија, а на првиот во тројца. И зошто е апсат? За Конзумирање. Да. За конзумирање. Па добро, може и за да е овозможување, се зависи ако повеќе луѓе конзумираат, па се чифе џоинтот и тоа е веќе кривично дело и така натаму. Меѓутоа воопшто не беа ни агресивни, иако на пример вториот пат се истовари цел одред овие од ебара што се популарно наречени желки, иако кога го пријавуваш настанот, пошто треба да се пријави нели као организатори, имаме и одредени законски одговорности. Ние си пишуваме таму дека не бараме, треба да пишеш бараш, не бараш присуство на полиција. Ние пишуваме дека не бараме присуство на полиција, ама ето они не слушаат, пошто тоа не зависи од тебе. СВР Скопје си прави оперативен план и они така настапуваат. Првата година беше сосема окей, втората година се езда се да ти у резерва тука позади кај стадионот, желки од ебара, меѓутоа зашто беа потребни? Донеси ми го кафето. Никогаш не сме имале. Молам, го оставив таму. Никогаш не сме имале никаков инцидент. Оваа година како и секоја година ќе имаме сопствено обезбедување што е и законско врскане, редарска служба, амбулантно возило. Во 2 години имаше само една интервенција амбулантното возило, тоа кога другар ми Владимир Пешков, односно Елди Пистолеро, пред да настапува на првиот, си ги ставил тука на очарите горе и ги играат со топка и он да заборави, за да удри со глава топката, му се скрчи цвикерат и тука го пресече. И тоа беше единствена интервенција у 2 години на брзава помош таму што мислам амбулантно возило што мора да биде обезбедено таму. Малце историјски да им даеме, пошто публикава моја која смета дека е стрейта лока ракија пола литро секој ден и филозофира кој каков бил и што требал да прави у животот, да им објасниме една работа. Македонија го легализираше производството на канабис уште пред 10 години. У медицински цели пред 8 години. Пред повеќе од 8 години. 8 години. Пред повеќе од 8 години. Со што се овозможи одгледување, производство на масло, за да им се помогне затоа што стана и јасно светскиот тренд дека на многумина, не на сите, но на многумина им помага маслото од канабис за лечење на шолјата. Ова е твое кафе што останало. Што е ова бе? Кафе не можеш да добие. До кога бе? Касно за кафе, многу касно пиеш кафе? Мислиш ноќеска ќе спијам? Па нема ја уопшто, просто после 5. Доколку ќе те хейтам после емисија. Сакам да кажам дека ми е многу нелогично, знаеш, исто дволичност на општеството. Дозволуваме производство на тутун, се грижиме за тутунарите. Кој докажано даваме канцер произведува. Докажано дека е болест. Даваме субвенции. Значи ја од моите пари давам на држава за да они имаат пари, не може да пушиш. Чекај бе, како тоа не можам да пушам? За чие здравје тогаш го произведуваме? Овдека па сосема спротивна работа, а испаѓа дека конзументите се бимбери чатварца, значи стварно 30 кебапи заработи колегава мој. Од каде десно? Па зависи, после овакво, после Великден го носи. У чаршија? Космос. Сарајева? Не, Сарајево, така се вика тоа. Мене ми рекоа Космос дека е најдобри кебап. У чаршија? У чаршија. Таа е некоја нова не сум. Туристи Сарајево ја ги знам од дете, таму сум. Ми рекоа Тетекс не. Тетекс знам многу добри, само сега многу се распространи и некако иде на индустријска продажба. Иначе ние кога до 2015 бевме. Како отиде? Да, отидовме на другата мада. Одма и за јадење дутре ќе зборам 2015. До 2016 бевме у чаршија со канцеларија и Тетекс има најболи хамбургери у животу, ама после некако дали многу масовно се распространи. И сега? И сега се добри, ама не се споредуваат со порано. А сега со кој е по тебе број 1? Сарајево, за кебапи само Сарајево. Абе, ајде, прв пат. Едно нешто да знаеш, Космос, сите ми зборат. Не ги знам тие кои се, не ги знам, не. Многу малце луѓе знаат дека у чаршија бидејќи нели повеќето се од исламска вероисповест, не јадат свинско месо. Месото е ствари мешавина од
телешко и овчо. Тоа да знаеш. Меѓутоа е топ. Прва лига кебаби прават. Свинско умелено месо у Македонија нема, брат. Тоа што викаш, да. Нема и да бараш нема. Наводно има. Баш објавив сега една сторија кај мене и на мојот Facebook профил од Жабарот. Помина скоро, не знам, 10 години како почина Жабарот. И легенда. Имаше една легендарна изјава, вика кафана се познава по мелено месо, не кременадла секој може да направи. Така е. А ретко добро мелено месо, нема на темава да се вратиме. Види. Да им дадам повека. Дека ја лично, иако не конзумирам, мене не ми годи и така натаму за било каква рекреација, но увидов многу луѓе кои спас бараа во оваа билка, на кои многу им помогна и разговарав со многу лекари кои беа обучувани за X болести кај нас, беа подготвувани да препишуваат масло од канабис, користење на канабис, а секојдневно гледам каде све во кои земји се легализира и се користи. Дури да се инхалира за медицински цели. Луѓе со артритис, со ревматешка, ова како се викаше со тресењево? Алцхаймер, Паркинс, па дури и Алцхаймер, да, дури и Алцхаймер помага во целата работа. И затоа секој настана, немаше повеќе години, го поддржувам затоа што без оглед на како го викаат она жигосани сте во оној негативен контекст, стигма, мислам дека повеќе подобро правите од што овие што јадат бурек, дека е тоа, не знам, некаква негативна појава. Гли, во делот на медицинско употреба на канабис, секогаш сум бил пропонент на тоа да не се представува, иако добар дел од моите суborци тоа го прават, да не се представува канабисот како да е панацеа, значи не е лек за се. Така е, браво. И не наоѓа примена кај сите луѓе. Така е. Тоа е и проблем со модерната медицина, да, например, се прави некое апче за одредена состава и тоа им се дава на сите луѓе. Значи, секоја, по моето многу скромно нормално познавање и интеракција со медицински лица, секој човек е индивидуа. Што кај тебе ќе пасува, кај мене може и да не пасува. Конкретно ќе ти кажам да канабис кај многу луѓе може да помогне, кај некој може и да нема никаков ефект. А меѓутоа во корелација со тоа што кажа дека ракијата е легална, иако нормално во одредени умерени, јас конзумирам ракија, сега не тука моце да не ти глумам, пијам ракија нормално како секој просечен македонец. И ја пијам шкотска. Да. Меѓутоа не. Пијам и шкотска, меѓутоа првенство, значи ракија е најбољи пијачка на свет, тоа е факт. Шкотска. И сакам да ти кажам дека во едни умерени количини е супер и здраво е, меѓутоа немаш ти лимит колку можеш да испиеш колку сакаш и тоа е легално, тутунот и така натаму. Се што е претерано е штетно. Така нема збор во Дете моје од моја генерација умре од вода пиење. Не ви се верува. Значи, кога Александар Македонски се враќал од Индија преку само да ја довршам речи. У опклада испи 5-6 литри вода и почина. Историчари тоа го знаат дека кога се враќал Александар Македонски од индискава кампања, кога се враќале на Вавилон и преку иранска пустина, кога налетале на вода на извор после неколку дена, значи то толку пиеле масивно да делодвеници и починале, се задавиле од многу вода. Се разредува крвта и едноставно разлика меѓу дрога и лек е усвари дозата, нели како дозата, апсолутно дозата. Сега во однос на 2016 да се вратиме што речем од историја, значи ме прашаа мене сега во некој интервју брзо демек дали со промена бидејќи виде дека спласна цел ентузијазам, дека зашто едно од најголемите виновници е довчерашниот октруиран премиер овој Таче, кој ја уби целата приказна, меѓутоа баш ме прашува демек дали со промена на власта се ВМРО, ако се очекува дека ќе се смени власта, нели тоа се нели ова најавиве, па викам види да, формално ВМРО конзервативна партија, како демохристијанска, ВМРО ги истурка тие измени во 2016 на вака на изненадување на нас активистиве, така да не мора да значи, но 2016 година ние бевме само втора земја во Европа, веднаш по Хрватска, која што легализираше канабис во медицински цели. И многу е битно да се каже дека првата иницијатива дојде од лекарско здружение, тоа е здружение на токсиколози, кое што тогаш, ако не се лажам, беше председател мојот драг пријател Нико Бекјаровски.
Ако не гледа, голем поздрав, ја се на заслужен одмор, малце надвор од државава. Значи, Ич нека не се најубаво. Здружение на токсиколози беше прв У смисло дека сегде поубаво и попочитуван ќе биде. На убаво место е. Септември, октомври 2015 иницира и за релативно брзо време се донесе. Законот беше ноторно лош, не е тоа спорно, меѓутоа баш никој има еден став дека подобро лош закон отколку никаков закон. Сега со тоа баш и не се согласувам. Ние бевме втора земја веднаш по Европа, а сега веднаш по Хрватска, извини, но сега во Хрватска на пример имаш слободно поварен интернет, имаш на море цел резорт за лекување со канабис, додека ние сме во статус кво и не само што сме во статус кво, две причини се главни зашто останавме во статус кво и зашто таа приказна приумре. Прво е алчноста на политичариве, пред се тука ќе го спомнам нормално кланот Муртино, затоа што тоа имаше и позитивни бенефити, значи да се турка, да имаат институциите слух, меѓутоа од друга страна постоеше една јасна интенција да се приграби бизнисот без да се знае како да се тоа изменаџира. Тоа можеш да компарираш нешто као приватизацијава, кога ги приграбија фирмиве, ама не знаеа да ги работат и ги пропаднаа. Значи, ај што ги украдоа фирмиве директориве у 90-тите си ги присвоија, ретко кој од нив знаеше да ги менаџира и да ги работи и 95% од нив пропаднаа. Така и тука се случи. Значи преку 70 фирми имаше лиценцирани со канабис во Македонија за производство на медицински канабис, сега со околу 50 со тенденција да се намалуваат, затоа што не знам на 10 им земаа лиценци поради работење на црно. На крај тоа се случи, тоа е јавна тајна дека дел од фирмите вадат канабис на црн пазар. Во немог, во задужени со дугови, некои со таа интенција почнале нормално, тоа не треба да се занемари, а дел и затворија. Во Македонија од 50 на фирми, да речеме на прсти на една рака може да се изброи кои фирми се сериозни. Значи 5 фирми се сериозни, другото живурка. Меѓутоа и во Европа, сакам да ти кажам дека спласна некако тој ентузијазам. Тоа ме интересира, како е и во Европа и во светот и зошто? И тоа е пред се поради алчноста на политичарите и не сме никако да се заборави влијанието на фармаколобито, кое што е најголем непријател на легализација на канабисот, иако оваа година во Германија например се легализираше канабисот и за рекреативни цели и јас можам да се навратаме на Значи последниве 20 години ние гледавме Германија следевме револуција. Значи револуција Германија е конзервативна држава. И во најконзервативните држави во Соединетите држави се легализираше, сегде идеше. Гледав цели градови у Тексас каде што нели и полицијата со беџ носи вика да го штитиме, се продава легално и така натаму. Билиони направи во Америка. Билиони направи. Билиони. Зошто на кој начин сметаш дека политичарите и лакомоста на фармацевските компании успеа ова да го направи? Предпоставувам дека успешноста на маслото од канабис и самиот канабис да биде здрава алтернатива на нивната хемија е еден од клучните моменти. Ова кажува дека стварно канабисот помага. И не е само дали е органски или е хемија и разликата во цената е огромна, затоа што јас сум еден директор на една од компаниите зборував и тој нормално се согласува со мене околу фармакологијава, затоа што вика терапија која што со канабис би чинела месечно 300 евра, со апови со хемиски препарати чини 2000 евра и тоа не е за занемарување. Инаку тажниот дел од приказната со Германија и со Полска е тоа што ние го испуштивме, не успеа нашите политичари да изменаџираат, да имаат возможност на нашите сограѓани да пласираат таму значителен квантитет на канабис, затоа што во Германија и во Полска се до вчера беше дозволено да се продаваат препарати од канабис, ама не да се одгледува на нивна територија. Тоа значи дека ти имаш кумулативно еден пазар од 140 милиони луѓе, што ние не го искористивме. Или многу малку го искористивме. Имавме шанса со тоа производство и тоа масло да растуриме. 8 години, значи можеа да дигнат економијава на нозе и втора работа е тоа што јас во 2019 кога бев на еден канабис форум предавач на Central European Cannabis Forum бев предавач во Варшава, еден израелец. Што предаваше? На темата.
Добро. Еден израелец кажуваше, баш тоа го зборуваше Сори, дека шерувам на еден другите израелец страни. тоа го збореше дека кога тогаш Германија ќе затвори вратата и нема да бидат глупи и да дозволат нивните земјоделци да не го работат тој бизнис, туку да увезуваат, што и се случи годинава, и тоа е тажниот дел од приказнава. Другиот тажен дел од приказнава е што се уште ние немаме адекватни производи на пазар. Сите што користат масло од канабис 95%, нека не се 99%, одат на варијанта црн пазар, чија идеја на легализација на канабис беше да се сузбие црниот пазар и да не се дозволи небезбедно масло, црни пари и така натаму. Меѓутоа идејата како да приумре, и затоа е кај нас барем највиновна политиката. Сметаш ли дека политичарите успеја, благодарејќи на стигмата, вие сте наркомани, вие сте криминалци, вие сте дрогераши, се почнуе со канабис, па се иде со хероин, дека тој им помогна да имаат ветер у грпи, нормално јавноста што е на ракија, нели, 7 раки у себе, управо се мамо и јадни. Глеј, дел од политичките партии, да бидеме реални, и се финансирани од оние на кои што не им одговара легализација на канабис, односно оние кои што на црно работат со канабис. Една партија е ноторна, не мора да именувам, сите знаат на кого алудирам. Која партија кога се обидуваше да се турка оваа приказна, не знам, истураше брашно пред влада, геомети, кокаин, каква врска има канабис со кокаин, никогаш не разбравме, зашто се тоа небо и земја, две различни работи. Најтажно е што најпрогресивните NGO ги има во свое крило кога требаше да се руши претходната власт, и наместо да бидат најголеми поддржувачи баш од тој аспект, они отидоа у контра. Од NGO-та има поддршка, од дел од NGO-та има поддршка, меѓутоа пак ти кажам кај политиката, еве конкретно ќе ти кажам, без да именувам затоа што за тоа немам дозвола, дека ништо не можеш да именуваш. Не сум ја подкаст братов дека се да збориме за еве многу познато NGO во Македонија, мене ми збореше дека на состанок на темата со поранешниот премиер Таче, бига човекот му збориш, нити разбира зашто му зборуваш, те гледа, ти клима со главата. Едноставно они бизнисот си го префрлија на фотоволтаици, нив се тоа ги интересира да приграбат од тоа валјда бизнисот нивниот, или така си го перцепираат, без да им биде гајле што со граѓаниве. Така да секој што кај нас се снаоѓа како знае и уме, претежно црн пазар или самите си прават, пред известно време учествував во изработка, помагав, пошто не го знам, не можам баш да го направам сам, меѓутоа помагав во изработка на канабис на масло од канабис за близок, да. Све е тоа на ризик. Види, јас сум свесен, возрастен човек сум, адвокат сум, нормално ги знаеме последиците, сега сум свесен, ја и за мајка ми тоа сум го правил, и не го кажувам ова за еве са мене колку ми е гајле да ме ќе не ставам на, не знам, на вакво, туку дека сакам да апелирам до ова лејкиве наши политички, дека треба да чукнат главата и дека секој од нас, вклучително и ги нив, би го сносиле истиот ризик. Ќе ти кажам, не е никаква тајна, многу пати сум го зборил, кило канабис купив јас, кило канабис купи другар ми, чија мајка почина сега пред 5-6 месеци, а отприлика исто ги диагностицираа. И тоа е и таа иста разлика, на мајка му и пријаше, на мајка ми не. Односно, мајка ми не му даде шанса, бидејќи мајка беше комунист, тоа е дрога, значи не примам тоа. Многу кратко време зимаше канабис, од 10 дена не сакаше да зима. Па ние го дававме со сестра ми по луѓе на кои што им треба, меѓутоа, значи ние 2 килограми канабис, мере ти кажам наистина нозете ми клецка, затоа што тоа сигурно ќе значише затвор ако бевме фатени, за среќа све помина во најдобар ред. И мајка му живееше 5-6 години квалитетен живот плюс. Дали е тоа резултат само на канабис или и на други работи, јас не сум тој што треба да кажам, меѓутоа он беше например многу задоволен. Кажи ми, бидејќи си адвокат и како ретко кој добро го познаваш кривичниот закон и законите во Македонија, кажи ми, дали едно вакво сведоштво
може да има последици по тебе, ако утре некој Јанаки кажа во емисија дека правил така и така, дека купил канабис, сега да одговара за тоа. Не, затоа што само едниот елемент е исполнет за да биде едно кривично дело, да биде осуден за кривично дело, треба да се утврди време, место и начин на сторување на кривично дело. Сега го раскажам начинот на сторување на кривично дело, а за време и за место не се баш секавам. Да, може само си се фолирал да бидеш интересен. Гледај се, и не само тоа, не е тоа доволно. Признание на вина, ја дури да кажам и кога и каде, и тоа не е доволно, затоа што да речеме хипотетички да би ме извеле пред суд, ќе треба пред суд тоа да го повторам, што нормално никогаш не би го сторил за да се и нити некој би го сторил да би се себе без оглед се ова јавно, да би се себе инкриминира, значи многу луѓе го прават тоа. Многу луѓе што се во мака го прават тоа. И мора да ти кажам дека во Скопскиот кривичен суд се има разбирање ако навистина може да се докаже, зашто едно време беше тоа популарна одбрана. Направа масло од канабис за болни луѓе, дома има 30 кила канабис, значи само да кажам. Меѓутоа, ако можеше да се докаже, ако може и ден денеска да се докаже дека навистина документација, дека близок, дека навистина член на потесното семејство има, дека има разбирање во Скопскиот кривичен суд, по помалите градови послабо. Да се фалам, нели, сам да се поточно порабам. Прво сум првиот новинар кој даде поддршка уште јавно, која беше, и сум имал отворена линија каде што совети на луѓе со примери од YouTube како да прават, како да набават, што да направат, како да си помогнат со производи за канабис и за што све. Ја исто така гледав тоа како на еден со Паркинс човече му доаѓа, му дава масло, дури 7-10 пати го гледав тоа видео од Канада. Човекот стварно не можеше чаша вода. И му го дава и му прекинува. Викам, знаеш, го загледав, викам да не е фейк, не е фейк, човече. Не можеш да го гледаш. Но од друга страна се прашувам, еве го Майкл Джи Фокс, зошто па не му помага? Зошто не му дада? Знаеш, такви милион прашања, но човек ако мисли дека ракија му помага, ја сигурно нема да го криминализирам него, иако сметам дека, нели, на второто предавање, првото предавање во организација на Билка беше декември 2017 беше отправен аспект во на правниот факултет, второто беше во кино култура, мислам се викаше во центар од медицински аспекти. Таму една жена, бидејќи имаше сведоштва од публикава, таму една жена кажа вака, вели јас татко ми му давав, кој што беше во страшни болки. Не можам вика да тврдам дека му го продолжи животот, вика, ама он умре без болки, вика, умре достоинствено, вика, претходно се грчеше, вика, као онај птен во болки, види, канцер, нас на работа, ве се ежам сега го зборам. Многу подла болест и е болест на целото семејство. Значи не е тоа болест само на пациентот, туку е болест на целото семејство. Мислам многу лошо искуство. Ја пак бев поштеден затоа што во тоа време морав да трчам да ги плаќам сметкиве, а татко ми и сестра ми доста лошо си поминаа затоа што спија со мајка ми. Така одговориме, може нешто не за работа и па за работа може. Ја ли сум битен? Таму човече. Јанаки адвокат, луѓе мои, ретко сретно. Можеби модерниве адвокати, ја немам многу искуство со адвокати, ама сосема десета надвор од ово муабе. У 2 са бајле да му звониш, крева телефон, ако си у станица приведен, трча, помага. Па не го правам само јас, сите што сме се решили да работиме кривично право, треба да се свесни дека има и такви позиви така и се помачно ми кажува со годиниве морам да ти значи по фалбата не фала ти, ја примам по фалбата, меѓутоа претпоставам дека се потешко ми е со како старееме, зашто веќе сме значи сериозни средни години, 38 години имам. Човече ти имаш пред страшна 10 години ми било и кејф, како? Викам, голема екипа сте. 7 сме ние. Ние сме 7 луѓе во канцеларија. Не е тоа малце. Добро, не е малку, но е многу. За нас е супер. Се околу настанов ако даеш малце да го... Не, нема проблем. Туку имаме време и затоа сакам да шарам. А ти реков дека водителот не е нешто арен. Нели? Ти реков, слушај, не, мислам, малце ова изгледа се овердозирал пред емисија, кој знае што му дале. Значи ти си утнал доза. Најверојатно сум ја утнал. Океј, сакав ова да те прашам пред да идеме за настанот. Бидејќи тоа треба да е големото финален настан. Дали имаме позитивни примери како овие изминати 20 години кога имаше нели голем пик и голем ентузијазам светски кој спласна од X причини, што војни, што корона и така натаму, вакцини, 300 чуда. Дали
имаш некој позитивен пример како негде се етаблира и се реши тоа на едно законско, општествено, државно ниво, да тоа функционира како што треба? Повеќе позитивни примери имаш Португалија, Шпанија, И опиши ми. дел од државите во САД, иако таму е на федерално ниво е се уште забранета, иако 35 држави легализираа во медицински дел и во рекреативни цели, меѓутоа на републичко ниво секаде различно се регулира за количина, возраст на конзумација и така натаму. Види, Португалија 2001, сега да не пропагирам, да не бидам погрешно разбран, нормално и погледа публика, да бидеме примери за младиве, значи легализираш употреба на лична употреба, декриминализираше лична употреба на сите наркотици по една хероинска епидемија во 90-тите. Таму е на ниво на, значи, ако те уапсат со количини кои што се определени, со закон не одиш на суд, туку се оди пред комисија составена од правник, психолог и социолог, и е совет одавно. На суд можеш да отидеш 4-5 пати поред ако те фатат во Португалија. Во Португалија, добро. Интересен факт е, например, Холандија. Холандија луѓе во што се на возраст над 40 години конзумираат канабис над европскиот просек, додека младиве конзумираат значително под европскиот просек. Сега дали ги фаќаат будаливе баш тогаш не знам. Например, Британија има многу висок степен на конзумација на наркотици. Велика Британија, која што има рестриктивни закони. Сам мултидисциплинарен е пристапот. Не е сега дека само декриминализираме и готово тече мет и млеко, туку треба многу работа. Во Шпанија тоа е решено на ниво на социјални тие гајле, тоа е. Дај ме у кадар, бе, многу ми е гајле. Што? Ми се гледам стомакот. Не бе, добро мака ти кажам. Свиња. Дискретно не. Свиња. Како беше тој што ти сави? Свињо дебело. Свињо, ти не си свиња, ти си обично говедо. Говедо, да. И ја, знаеш што направив? Купив овие куклине говеда, вака ги наредив, свињичиња, прасиња, говеда. Да, ма си качил стварно пак добар беше, едно време топ беше. Ти најде да ми кажеш. Ти ли најде бе да ми збориш, бе? 15 кила качил. Баш ти е гајле тебе, бе, на 2 метра висина ти можеш Не е и така. 50 кила да качиш, не е бе. 130, Пак не добро е така. изгледаш. Јас сум 5 кила и изгледам. Во Шпанија е Ама на што да ти кажам? Во Не Шпанија знаеш е дали на полесно да ме прескокнеш или заобиколиш. Во Шпанија е Фаќаат будалите, дај да тресем. социјални Во Шпанија, на социјални клубови, на ниво на социјални клубови. Во Америка е секоја држава различно си го регулира, меѓутоа во главном е таму на диспензери, значи диспензер регистриран. Што е диспензер? Диспензер што продава канабис, значи кој продавница. Меѓутоа гледај, оние канабис шоп што е на Америка е влегаш и бизнис купиш. ориентед. Значи знаеш, Добро. the land of opportunity, таму за праќање пари. Таму кај нас тоа никогаш не се случи, ако ние го предлагавме. Значи, Ние сме еден да може например до фаза на бебиња да ги расте. У првите, не знам, 2 недели да ги расте и така да ги продава на друг, на трет, чисто да се врти парава, нели? Кај нив тоа се случува. Така да има повеќе позитивни примери, но едно нешто ќе ти кажам дека нема негативен пример. Никаде нема да најдеш пример каде што е канабисот декриминализиран и тоа довело до негативни последици. Ја например се запрепастив кога пред 5 години за прв пат во Грција во продавница, за тоа е CBD канабис, нема психоактивна супстанца или има под 0,2% кога што се смета дека не е психоактивна. И значи вака во маркет најобичен гледам тувка канабис. Прво ми беше чудно, после земав да изгуглам дека уствари они го дозволиле по продавници. Бевме ние и на Канафест во Прага, тоа е многу добар евент. Канафест има повеќе, има значи во Берлин, во Шпанија, по Америкиве, во Канада има, меѓутоа ние имавме исто така. Има полиција, ве апсат таму? Не. Ќотек нешто? Нема, тоа е све легално. Како бе така? Нема THC канабис таму, се продава THC канабис. ТХЦ нема? Не. Иначе вака CBD имаше буквално кило, вака пише на нели пошто слично е некој кило канабис, вака цела врека да си ја купиш. Канабис без ТХЦ помага ли за овие тешкиве болести? Да, и у принцип тоа ќе прашаш луѓе што повеќе се разбираат, меѓутоа например за епилепсија се користи CBD, богато со CBD, кое што пример не ти го дава хајот. Добро? Не ти го дава хајот, туку те релаксира мускулатурата, релаксира нервниот систем влија и така натаму. Сео ти го кажам со Да, и гледачот кој вика, што сум ја ова со 3 раки го правам. Со 3 раки, добро раки знае да биде агресивна работа.
Ние имавме За семејно насилство. ние имавме многу добра идеја за да направиме нешто слично, да биде македонски канабис експо. Значи производителиве да може да си ги презентираат, меѓутоа кај нас знаеш како ќе се надемаа, знаеш како едно време не сакам никога да исмеам. Ова у глава. Сега замисли го како саем, официјални фирми застанато и веќе авторитативно ќе делува и кај најпроста раја и ќе речат чекај малце. Кај нас е проблемот што и 70 фирми кои имаше само 4-5 вада производи на пазаров. Друго беше, не сакам никога да исмеам, ама знаеш кога беше сега Зоката ми е другарче, ја имам една нива, готово преме. Некои луѓе и така се изгореа, мислеа дека Бог знае колку пари ќе направат. Меѓутоа не е така. Кога бев на Central European Cannabis Forum, пак да ти повторам, у Варшава, еден германски експерт кажуваше дека канабис враќа пари, првите пари ги гледаш на среден рок, значи после 5 години инвестирање ќе ги видиш првиот поврат на средства ќе го добиеш и таа идеја не ја реализиравме поради немање на интерес, односно ние бевме свесни дека ќе биде од помал калибар и немавме проблем со тоа. Меѓутоа сега и да го направиме не гледам ефект. Факт е дека кај нас ентузијазмот е спласнат. Пред се поради тоа што ние не сме професионално NGO, значи ние не сме професионални протестирачи, партизани, значи ентузијасти. Па стварно ти кажам, сите ние што сме 7 оснивачи, еве двајца се многу пасивизирани, значи Ивана стана мајка по втор пат сега. Не е активна доста време. Последен пат пред 2,5 години кога државме заедно предавање. Ја планирам ја не за предавање пак ако гледа чисто да и најавам бидејќи е дипломиран физиотерапевт и има свое студио. Меѓутоа, на пример, јас сум адвокат, Ангел е фотограф, не знае главата кај му е. Џон е пеач, Огнен е новинар, работи на проект. Кај е Џон? Нели ќе доеше? Ти кажувам, Џон не можеше да дојде, јас сум крив што не ти дадов унапред heads up, затоа што знаев од пред 2-3 дена дека нема да може да. Зашо не дојде? Имал некои обврски, не знам зашо не. Обврски. У понеделник навечер. Добро, Џон. Добро, Џон. Бил тука, он беше еднаш гостувавме заедно. Не, се шалам. Сега мора нешто да го боцнам за да дојде. Дарко е доктор, така да сите ние имаме примерни професии, се помалку време за зашто ние не гледаме пари од ние губиме пари со Билка, затоа што си ја само финансираме организацијата. Од старт сме се решиле така дека нема да земаме пари од никој, за чисто да си го задржиме нашето автономно раководење на организација. Добро, може ли таква организација да биде без финансии само од ваш джеб? Не сте вие оние. Еве сега ти кажам за Конопе. Има ли шанси да влезете во некоја шема интернационална каде што вашите добри намери би биле поддржани, каде што тешка работа затоа што гледај се, употреба на канабис кај нас не се сваќа како базично човеково право, иако со тоа не се согласувам во целост. Меѓутоа не се подразбира за базично човеково право, па сега да идеш ти по меѓународни донатори големи да бараш пари. У принцип за вакви настани бараме помош, што гледаш дека оваа година се вика ОЦБ Конопфест, ОЦБ трет пат не поддржува во. Што е ОЦБ? ОЦБ се Ризливе. ОЦБ Македонија нас не поддржува. ОЦБ Ризливе. Објасни ми, извини. ОЦБ Ризливе, не знаеш што? Не, извини. На Google ОЦБ. Ајде да ОЦБ се светски производител на најголем светски производител на ризли. Така кажи ми. Ова се ОЦБ Македонија, значи чии представник газда тука ни е нас пријател и трет пат не поддржува поред и не, на латиница ОЦБ. Океј, се извинувам. ОЦБ Македонија. Македонија. Океј. На Facebook те идам. Ке сакаш, да. Добро. Ова е? Да. Можеш на фото да видиш и ќе ти излезе. Да видиме about што ќе каже. Чисто, немам проблем. Нема на about. Нема нешто. Посебно меѓутоа на фото можеш да видиш. Производите се тие, значи. Океј. Ќе идеме после кај тебе, кај вас на ова. Ова се ризлите кои се користат за инхалации, кои луѓе се ги користат. Ова е некој фисталова, не знам што е. Ова е која 2019 година е ова. Што било? Еве ги на првиот Конопфест 2018. Така. Да, еве овој од нашиот пејдж уствари. Значи ова е светски производител на ризли. Да, овие се ОЦБ Македонија како франшиза или како сакаш. Добро. Сега, така да со нив имавме соработка, Громшопот исто дава некоја лимитирана поддршка и у принцип
така го гураме. Оваа година имаме сериозен недостиг на финансиски средства, затоа што, например, во 2019 го правевме заедно со Универзална сала како коорганизатори, затоа што директор на Универзална сала тогаш доаѓаше од редовите на ЛДП, кој во официјална своја политика имаат легализација на канабис и ни беше доста полесно затоа што имаат они дел озвучење, нешто опрема, така да оваа година ќе се лимитираме само на диџеј изведувачи поради недостиг на средства финансиски. Добро, окей. Ти на Билка сакаш да отидеш? Не бе, идам кај тебе да видам што имаш објавено. Бог да чува и да брани. Кој е овој бе дебе? Бог да чува и да брани. Еве ме. Зашто мои слики без прашање објавува? Пуше ова која келав за војска. Океј. Конопфест нема некоја своја посебна страна. Конопфест не, меѓутоа на Билка може да го сакаш за изведувачите да ги покажеме чисто. Океј. Билка на кирилица. Ќе биде Билка забавно. на кирилица така нема да ти го дава, не, ова е нешто друго. Билка ќе мора да биде на кирилица. Кирилица, човек. Кирилица, добро, Alt Shift-от не секојаш дебели прсти. Што ти е тебе? Ти ќе качеш 30 кила, гајле немаш. Не, сега си имам 15 обавезно за 2 месеца. Его се, ја досувај. Не мора. Со канабис може да се сипне? Не, дебелиш не. Тешка работа. Многу тешко ќе можеш да си го контролираш. Ја у принцип 15-16 месеци не конзумирам канабис и почна тоа така. Почна на начин што лани во јануар бев 137 кила, тоа се уште 8 плюс од сега. Значи, сите што се анорексични, канабис. Па мислам дека и препишуваат во Америка за анорексични. Зашо Билка не ми го дава? Зашто не ти го дава? Зашто не ми го дава? Бог да чува, Билка. Абе го напишав убаво Билка. Ете го. Еве. Ама оди да. Еве, бимбери чатврсан. Оди надоле и ќе има еден пост кај што ти се изведувачите. Еве, ова нешто снимавме утре за утре. Лепота. Излагаат видеата, ете го Ангел најлево, со мене заедно најактивен член и еве. Ова е, да. Добро. Значи, како што пишува 20 април, со почеток од 12 часот до полно ќе оди градски парк и оваа година има промена на локација, не е на школка како што беше претходните два пати, туку е на нова сцена Лепеза, тоа е кога влагаш од кај Александар Палас. Тој дојде на паркингот, нели има една како летна сцена како Лепеза. Не сум ја видел. Па јас прв пат ја видов да не ти се видов. Ама се зачудев, ја видов, мислев дека тоа е школката, па обновена, нешто срушена. Многу добро изгледаше. Како што можеш да видиш ке има food corner, еве ги доле десно. Чекај сега да видиме. Значи вака да ги спуштиме. Mafia Sound System. Може ли кратко сите да ги представиме? Значи Mafia Sound. Добро, може, представи. Mafia Sound System ти се двајца другари, од кои што едниот пушта музика, другиот рецитира. Чарли е една легенда, DJ Чарли е една легенда, ако сигурно го знаеш со суканиците на Bob Marley Day, он на 9 мај го организира во парк на школка. Street Soul Delight, ти се едни од најпознатите диџеи во Македонија, значи DJ Boogeyman, Тони Зен и DJ Мартин, они се резидентни во Интермецо. Ова е на моје лично инсистирање и задоволство, Зарина, ова е утнато е да се извиниме, прва севда треба да е заедно, значи Зарина прва севда е Евгенија Здравевска, која што ти е класичен пример како во Македонија човек што е супер талентиран не е милионер. Таа жена, јас ако се прашам, треба да биде милионерка. Побараа некогаш на Што мислиш кој ја има прв пуштено на телевизија? Ти си ја пуштал? Памтиш кога пееше на врв на планина? Што мислиш кој го пушти прв тоа у медиуми? Значи она ќе отпее една песна а капела, бидејќи пее со бенд, а ние на жалост не можеме сега да ги луѓево да ги тераме да ни, мислам не ми се пријатели се. Колку години помина од тоа видео? Да. Тоа на Facebook кој беше. Фактот дека оваа жена не е мултимилионер е тажната приказна во царицата. Пушти гласно. И не пее ново компоновани. Не бе македонски, абе знам. Јас ја замолив, може ли јас се ежев кога ја најдов девојкава.
Оно одамна настапува. Настапуваше со Перија. Тие се уличен бенд. Брат, ова на планина да би... Ја ќе запалам. Значи Ја замоли, викам, може ли да те замолам, ако може, не дека ти се мешам, викам, заветна да не вика, не ќе вика само старо ново компоновани, вика, не пеам и ми кажа за која песна, мај нека биде Сюрприз. Да, нека биде сюрприз. Значи ќе биде добра забава. Штета за Ладова баш тие Она дена ќе и да му се не пее, па ние видовме времето ќе издржи, нема да врне, меѓутоа ќе биде 15 степени, да, 5-16 степени, инаку да беше вака да држеше 20 степени, ќе беше птен. Денеска 30. Само да не врне, денес беше 30, да беше супер. Имаш уште едно на видео, ова е поново. Има повеќе Има видеа. повеќе вакви Парасев да сигурно ќе го најдам тоа популарно, незино. Доста е старо. Чоколаша од планина да не мислиш. Не. Ама дворец пукала шар планина. Тури една рака. Ајде, да си ми жив и здрав. За многу години заедно за убаво. Не види, јас сум голем љубител на ракија, сега да не испадне дека деградирам, јас сум ти и многу мрзам да знаеш, тоа не е дека сум ја дека си ја сакам држава и дека сум од Македонија, значи најубава ракија има убедно, сегде сум пил ракија, сегде, во Црна Гора, во Бугарија, тоа Бугарија има ужас ракија, во Србија. Србија? Србиве се чукаат у гради, а имаат така лоша ракија, некои глупи шливки. У Грција комшија имам, ми вика, од Ниш, многу добар дечко, мислам, постари луѓе се. Шливка, 25 степени, викам, ти ме зафркаваш, викам. Ама добро бе, вие, ама ти што сакаш? Ти спиритус сакаш да пиеш, да ти изгори, брате. 47 до 52, тоа е степена. Па што е тоа? Тоа е, абе, човече, македонска ракија која пиеш бе, цела проклетија на народот вака. Само така. Ја финоча бе. Бугарија има екстра лоша ракија. Шкотска, независна, убава Во Бугарија има екстра господ. лоша ракија, така да во Македонија има без конкуренција најдобра ракија во свет. Тоа да знаеш. Кај го свртавме му. Ако. Кеба пие, ракија, канабис. Дај врати на сликата само да... Ма нека доади, ајде, уште една минута. Слушај, фасинантното кај неа ми беше што застана на планина и пееше со ехото тоа. Абе, човече, првото тоа видео, зошто не можам да го најдам, има 10 години сигурно од тоа. Ако го најдам да го пуштам, ја не знам, тоа беше на Facebook ми се чини или каде и беше. А најверојатно бил би планина, само пак 4 години. Па нема, од нејзиниот канал толку се најстари. Толку се, да. Добро, супер. Поздрав до девојката. Де се му врати на сликава, молим те кај нас. Кај вас одма враќам, господине. Димитрио Чајре, знаеш кој е Димитрио Чајре? Како не? Пики Сипи, Митко Пики Сипи, кој што ми... Ама што ми кажеш, све поминало у 103 ова од мене. Кој што ми пиша, Да. доаѓам на 18-ти, сам Митко кој го знае така фуриозен малце. Доаѓам на 18-ти да правиме некоја акција, ми вика за 4:20, викам Митко бе, ние викам се организираме, готово, пиши таму, вика Сав Саунд Систем, ти се они Гоце само да. Абе викам да го прашаш Гоце, знаеш дали може? Абе ја ќе го прашам, викам а ти пиши, ако не вика пиши Димитрио Чајр. Вика обавезно, вика мора да се настапува, вика мада поише сакам, вика со микрофон, пошто они пропаганда прави, знаеш, позитивна пропаганда прави. Чергата шампион, Зоки Бејвен или не му треба представување. Најголемиот гушкач на ГТЦ, супер до Зоки. Поздрав. Нино Флудер. Флодер исто. Да, Прашај го на 103-ка, првото интервју каде му е и првата песна пуштена. година? Кај мене до 95-та, 6-та. Он толку години има. Джони, деца беа, јас и Горан Трајковски од Анастасија, ги промовиравме и сите оние што правеа на компјутер првите музики на звучни карти, првата таа сцена, све помина преку нас презентација. Добро, ти диџеј беше од 100 години. Да, претходно, многу сум стар. Колку сум стар. Горан Кан исто е познато име и он и другар на мене на Ангел. Дина. Нив не ги знам, не можам да ти кажам бидејќи ги... И Марио Мацола. Ова е најакото име, Марио Мацола ќе го затвори. Зашто? Живи за најако, па не пуштам. Еве сега ќе ти кажам зашто умри. Сега ќе Марио го Мацола е
Марио Мацола е на не ќе мораш на латиница. Марио Мацола е другар на приправничка од кај мене од работа, која што ни рече еден другар е многу добар, Марио Мацола не со Да. Не застанува зборење. Кој вели е многу добар, вика технотранс со афрички примеси, бидејќи као живеел во Африка неколку години. И јако се слушал со него, викам, добро, викам, многу ти е јако, знаеш, Мацола, викам, готово, викам, ова везна. Ке ни го скинат стримот, ама кој му врти? Ова ќе биде главното. До Сабајле. Нема да се бали 12 мора за тоа. Нема, Данела толку дозволува. Град Скопје толку ти дава, не смееш поише да се. Ние секоја година тоа сме го почитувале. Данела, пушти ги деца. У12 тоа си го почитуваме, па се толку е дозволата, не можеме да до толку ни се редарите, до толку ни се шанкери, значи па добро иде со пијалоци. Ево Марио. Супер му е, и сценава и све. Што е добро музичево возење. Така да он ќе последните час и половина. Таман ја у неонки да се облечам, да не ме гледаш опрасај со губи, онака и нешто да го мам. У неонско. Ај мотни го. Толку е брат, треба да станам да го пуштам појако. Чекај да видам. Не верувам дека можам појако. Не појако да го мотнеш малце понапред. Понапред? Понапред, да. Зашо бе, добро е ова? Ме интересира мот. Тука не. Таману брейкот го фатив. Да. Дига! Еве го, сега ќе удри! Мојата технотрака, знаеш ли што прави? Ајмо, руке горе! Јанаки Митровски се напуни со пари, ја знаеш ли таа трака? Јанаки Митровски? Се напуни со пари, таа трака не ја знаеш? Не. Еј, срам да ти. Абе, ме заебаваш. Како бе не ја знаеш? Чекај, нека ме мавне сега. Нека лупа. Ајде, басот! Ајде, Мацко! Не ме тегни оргазмично! Браво, диджеј! Многу го влече, се напнав. Стилот. Бум! Пушти сабвуферите, крауните, ајде, јако! Мацко, ако ти дојдам, се напнав, се испотив, гледа. Многу ме влече. Да, го влече. Нисум ја љубител баш на вако. Ја го сум видел на електронска музика, било строго транс. Што се разбираш? Транс, да, не се разбирам. Реално ти кажам, така е, нема збор, така е. Сериозно, не ни ја знаеш технотраката? Чекај, малце ме вози убав. Ова ми е за со кола летно време, онака идам у Грчка на твоја и за возење онака. И то не брзо возење, 80-90 онака топло воздушче да ме. Така се вози? Така се вози. Ја кога земам возачка, возав многу селеџиски, сега возам ептени скулирано. И ја откако ми цркна турбината и C5-ката, ти не знаеш, Цитрената е твој така да. Абе, катастрофа, кај се. Боле Алфа Ромео да земам, волку немаше да ме заебава. Браво. И Food Corner добар е овој. Чекај сега. За фуд, што значи Food Corner? Храна да. Или храна со канабис? Не, храна. Значи тото дели и фет саци киченки ма. Ја мислам ќе ми направите вие пранк, Може ќе ми даете да ме најадете, ќе ме надувате и ќе ме снимате и се ќе фаќате. Ти не знаеш какво пијанство има. Што бараш сега? Сега барам јанаки. Што се напуни со пари за трагата, ама може ли да ти објаснам за да не испадне беља? Не се вика така. Не се вика така. Не се вика така, гледај се. Како се вика? Не си гледал за овој Пасиевка лажеше за мене од собрание? Јанаки Митровски се напуни со пари. Не ве следев, човече, нишката беше тумач. И ја, пошто знам да се шегувам на своја сметка, така го вадиме семплот, викам на другар, викам прај трака, викам модно. Ќе пишеш filled himself with money, така ако сакаш да го гледаш, така треба да пишеш. Filled himself with money. Ако сакаш да го пуштиш, ама не. На Facebook да ја барам или на YouTube? На YouTube, ја има на YouTube. Пиши filled himself with money. Фил? Filled. Филет. Да.
himself with money. Оди надоле да видиме. Не, вака ќе пишеш. Пиши горе, Филет. не, пиши Јанаки X Апасиев. И така ги ти ја даде. Па X, па Апасиев. Така ги ти ја даде. Еве. Чекај, не, иди надоле, трагата, кај е трагата, надоле. Зашто не наоѓа? Некој ви има блокирано. Не, ја нема блокирано, трагата постои, само може да напиши Јанаки. А може ова Мирка со... Не, бе, види го. Пиши Јанаки X Апасиев featuring Сашко. Пошто го има и Мјалков. Живи деца. А што се закачи толку со човекот? Со Апасиев? Да. Нисум се закачил. А не си се закачи? Не бе, најсериозно ти кажам. Ја, ти джигерот му го истера. Не бе, брате, не сум се... Еве, одма ја наоѓа. Како не можеш да Дај ми најдеш? ја... Како Еве ќе ти. ми ја даеш? Добро. Првата. Ништо ќе ја пуштиме овдека на микрофон. Не бе, пушти ја са од тука. Ма не можам да ја најдам. Чекај, шер. Не. Шер. Кај да ја шернам сега? Да веќе ја закачам кај тебе. Копи. Ајде закачи ја кај мене. Не, ќе ти ја пуштам на Не на Вибер. на Facebook. На Facebook, закачи ја одма. Да, пуштам кај тебе на у инбокс може? А не, ќе треба. Колку ќе трае тоа? Минут. Пушти ми у инбокс се едно одма. Ајде. Не, колку ќе 12 сати ќе трае. 12 сати. 12 Од 12 на пладне до 12 сати. еве ти ја Па пуштив. добро тоа. Океј. Кај ми ја пушти? Во инбокс. Ќе закачам кај мене, еве ти кај мене, ќе закачам оди кај мене. Добро бе, добро. Не, па да не отвараш инбокса жена ти да Ќе отварам, нека гледа, да видиш што Анџелина Џоли ме моли не, таму. знам што да Молим знам. те доđi, не доđim. Еве. Едва чекам да ја чујам, да видам што треба. Ајде со тоа пинот. О, сестра Стам кај да мене, му. нека стам кај мене. Па ова гей овдека, дај бе инбокс. Другаш. Бог Еве да. ти ја кај мене и од кај мене пушти. Ајде кај тебе ќе ја пуштам. Не знам што е ова бе, Цукенберг што прави. Види, не ова да се после, стварно добра трака. При Друаров Абе направи траката ме интересира. профи тракица. Нема кај тебе? Еве, чекај, сега става. чекам. Сега можеш да го рефрешираш и ќе има кај мене. Кажи ми што ќе има за јадење? За јадење бургери. Бургери. Гравче со зачинче од озгора. Како да... Може ли на гравчето од озгора вака да се Можеш на што сакаш да правиш, шейкови прават, смутиња прават, све прават. вкусот така? Мене не ми се свија. Као Јас сум оригано, јадал појако има од оригано, јас сум јадал лижавчиња и воопшто не ми се допадна. Таа треба. Ајде бе да ја чуеме. Порта ли тракица? Чекај. Да пуштиме звук. Стварно те збореше? Да, бе, лажеше, не да ме збореше, лажеше и тоа го правеше како кукавица. Пон си со пари, не заеба. Не у тој контекст кој што он го кажуваше. Прати ја са траката, бомба. Најага трака, жми, Джаров направи топ така. А да направи еден долг ремикс? Добар е се. Пари. Слушай, овој колку ќе ја завлече. Еј, ако не ја пуштиш ова, Не пуштам ја музика така. па дај ја некому нека ја пушти. Ај ги види. Зоки бебе нека ја пушти. Па да ти избушка. Слушај, уште влече. Слушај кој ќе улета сега. Ова е рейв. Рейвче. Оф, мори мајко. Ето го Сашко се јави. Партали трагец. Еј, бра, ова треба да е хит вамо на ова, бе. Ти, ја не знам што можам, чекаат ја не диџокеите. правам музика. Па не тие, ама... Добро, гаси одма, па промовираме македонска музика, прогресива. Да, колку е 2.16, да, можеш подолга верзија малце. Па нели може еден ремикс од саат и пол да Значи, биде. Јанаки Апасиев Со featuring бие Сашко. све, Filled himself with money. Јанаки, Икс Апасиев. Иначе, featuring у Сашко. контекст беше, А кој е знаеш кој? Сашко? Каков бе?
Па не го слушна на Да. прелазот. Ама шо кажува он? Тој кога го апсат љубе, кога се замуевав мајката, што да ти кажам, со лапа сме И Мијалков а ти уствари дека си се напунил со пари од Мијалков? Не. А, Не, тоа дека интересно беше вака да влезе на прелаз. Не. Овде ние не се рчнавме, чисто ќе ти кажам и ќе орипнам зашто не да го зборам, сум си кажал што имам да кажам, значи баветот е следен. Ја нормално кога го критикував и сега кај нас има ботовски систем, не знам, ВМРО ми давале пари да сум го критикувал, бла 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 бла. Зашто сега било пред избори? Сега ти кажам зашто. Избори имало и 2020 и 2021. Јас со тој човек немам директна комуникација од 2019, никад не сум го ставил уста. Еве кажи ми, сум доаѓал кај тебе повеќе пати кога сум го спомнал. Ниво позитивен, ниво негативен контекст. Меѓутоа, човекот со години сатанизира врз основа на неговите лични комплекси, не знам, имал трауми и они поднесоа со Крмов и предлог измени на закон за нотаријат со барање да не тргнат нас од платни налози и од оставина. И од оставини, и он на ова е што го збори е дел од Собранска говорица. И он лаже, вика дека тоа се мафијашки шеми кои што се прават меѓу директори и адвокати, и он ова го вели, вика Миле Зечевиќ се напуни со пари, вели новиот министар Панче Тошковски, на мене и на Панче ни е ептен така настроен, вика се напуни со пари, Јанаки Митровски исто се напуни со пари. Значи лагата е во следното дека никогаш не сум работел платни налози за јавни претпријатија, а он беше доволно кукавица да го каже тоа од Собранска говорница, кај што не може да го тужам, инаку би го тужал во секое време. Управо си. И неговите десетки може да ме прегазат Да или немаш не. едно стотче до први да ме појачаш? Немам, не. Ние имаме за нас властите, а немаме за давање. Од влав не Пари можеш. не дава и така. Да. Само одземање учиме, Слушам знаеш. дека власите немаат секс со своите жени. Ги штеделе. Штеделе, да. Да. Влав на германски штедлер. Штеделе. Не си го знал тој, стари. Што при влав кога го чешат десна рака? Што прави? Си трпи. Трпи. Да. Многу ги вицови за власт, ја ги собирам, уопште не се љутам, го кажав кај Миро у емисија, не знам дали го видел. Имаш прекрасна фамилија. Многу сте либерални и ти и сопругата. Како децата ги воспитуваш во оваа перцепција и кон она, бидејќи ти сигурно дома не се криеш од нив и така натаму. Перцепција за канабис? За канабисот. Види, ми интересира како ти однесе фалиме, са нема сигурно да идам пред. Не, јасно, ама ми интересира како ви е пристапот. Ние сме ни паднале родители. на муавет. Пошто, извини, ова го констатирам од она што сум го читал јавно. Ние сме ни паднале на муавет, меѓутоа на маркерка од социјални мрежи има само Инстаграм кај што ме блокира. Бидејќи сум ја објавувал. Штеден доказ дека е паметна, убава, интелигентна. Сум ја објавувал и сум ја тагирал, она не сака, нема таму слики, Facebook, нема така да уште не сме паднале на муавет. Меѓутоа ја на пример кога прашувам, викам некој пуши цигари кај вас во клас, не бе, колку цигари? Викам канабис. Не, новиве генерации цигари нема. Алкохол викам. Нема. Не, и сега биле договорени, тоа бевме на ова за полуматура дека ќе пиеле пиво, викам тато едно пиво, викам да се напиеш. Нема никаков проблем. Тато не смее да забрани потешко, и боле е да пробаат. Така е. Боле е да пробаат. Потешко алкохол, викам, не дека ти бранам, тоа сме во свое време и ќе пиеш и во средно ќе дојде време и нас не ни викале оди пи, па кој можел да ми забрани. Само да ти кажам. Така да во тоа другари мои, што беа најстрейтери. Да. На 35 години цигара, на 37 години идев у како се викаат оние институции за симнување од хероин. За 2 години све надокнади. Све надокнади. Ја имав другари кој што беше долги години стрейтеч, ти знаеш стрейтеч култура. Само да ти кажам. Сега не. Со жена ми психологијата пушти го, али да знае, да ти каже. Дува, проба, пие алкохол, сега се само органска храна ги интересира. Го тоа повеќе пати. Значи, не можам да ти опишам, не го интересира. Ти текнуе дека у Македонија имавме Макдоналдс. Да. Најстрашниот концепт го направи жена ми. Сакаш Макдоналдс? Сакам. 5 пати на ден, еве ти Макдоналдс. Вака сега не поминуваат покрај ме. Дали е тоа психологија дека кога ќе го надживееш, дека ќе го прејадеш, дека се враќаш на базичното, бидејќи секоја забрана влече кон такво нешто. Така и со канабисот. На децава, значи, ако види
Па нема му е предизвик, дај ќе пробам. Затоа ти кажам, Ако во Холандија веќе младите имаат понизок од европскиот просек на конзумирање канабис, нив им е тоа како неизживеано, те гледаат како неизживеано, па нешто предизвик со општество. Особено ако си лик кој што конзумира на дневна основа, и овој пример сум го кажувал многу пати, ќе го кажам пак. Јас имам една драга другарка која што немам одамна видено, живее во Ротердам, одамна немам видено, сега е стане и мајка. Значи да е живо и здраво детево, сега стани мајка, Елена се вика, значи многу сакам, многу сме се дружеле порано, едноставно се iseli, сега немаме редовна комуникација, меѓутоа кога се договаравме ја да одам кај нејзе, мене на тоа ми го збореше. Наги вика тука холанѓаните, вика тука туристи доаѓаат конзумираат, вика. Самите холанѓани многу помалку вика конзумираат канабис. Особено вика моја возраст. И сум го разговарал зошто? На факултети вика. Затоа што не има ни предизвик. Не, вика, селјак ќе те сметаат ако ти идеш секој ден. Вика ја еве ќе ти кажам, вика минатава година 2 пати имам конзумирано канабис и 2 пати биле кога дошле другарки од Скопје и им било сега тука ука бука ајде да одиме у кофишоп, ја као да не ги одбијам, века инаку не многу послабо се конзумира канабис. Има еден пример да ти кажам, ќе биде интересно и за тебе, но и за гледачите, ретко го зборам, ми се чини дека 103 го неам кажано. Бидејќи ретко кој од кај нас може да го има тоа искуство. Се збори за традиционално искуство, собирање во Грузија, големи друштва, скоро хоре, пијат и пеат. Снимките се ежење, тоа песните се, што да ти кажам, али се, значи дозволи ми, значи пеењето е феноменално. Седењето и пеењето трае со часови. Ама највулгарна работа е да се опијаниш. Значи се смета општествено. Да, културно. Значи нема никој проблем секој ден да не изгубиш она, да не запетлуваш со контрола, со јазикот, тоа се смета дека си селјачи и те тргаат од друштво, не живеа нова. А иначе пик, ако ти можеш да издржиш пола литро и да бидеш стабилен, као французот. Французи не се лечат со вино по клиники, ама пијан човек нема да видиш. Каква информација прочитав дека до пред 3-40 години дека у школа се давало како по едно мало на млади са, тоа нормално дека не е правилно, меѓутоа дека нивка и културолошка традиција, ме разбира. Абе дедо ми покојни ми кажеше дека немаш секоја втора куќа имаше афион. Не секоја, имаше пита, не цела, парче пита, афион. Афион баба ми имаше, баба ми кираца имаш. Плаче бебето, штрпни му чајчето, бапни му. Не е баш неправилно, меѓутоа да, баба ми имаше афион. Баба ми имаше афион. И тоа е уште еден парадокс на нашиот систем. Уште го имаме. Дека е полесно да добиеш дозвола за афион да одгледуваш отколку за канабис, тоа да го знаеш. Што збориш? Да, законските барања зашто не се вратиме на афионот и на канабисот? Се помали во Југославија бивша се до 60-тите години имало, значи не стрелјање. Не стрелање, не, имало овакво хемп, значи индустријски коноп имало многу. Што се случило, неам и зашто таа индустријска гранка изумрела, не можам да ти кажам. А тоа е веројатно во 60, бидејќи во 61 првата меѓународна конвенција се носи единствената конвенција за наркотични дроги на Обединените нации, веројатно тука почина со криминализација генерална на светско ниво во САД и ние да се покажеме модерни и веројатно иначе индустријски коноп беше сериозна гранка во бивша Југославија. Ја за жал не успеав да направам една емисија за конопот, колку полезна индустријска билка и колку корист има од неа. Авион направи од коноп? На страна авион. Јас зборам за индустрија, за милиарда работи се користи цело стебло, од корен до све. Да, не само за хартија, не само за сточна храна. Значи, милион работи во индустријата, облека и така натаму и така натаму. И денеска се смета дека една од најквалитетните облеки од коноп ткаено, затоа што е издржливо, здраво и така натаму и така натаму. Но ете све нешто ние криминализираме, а аптеки не ни се преполни со лекови, а болници не преполни со болни. Па чекај, нешто не е во ред. Страшно. Нели? Иаку канабис се користи за детоксикација на земја, не знам дали знаеш. Не знам. На загадена почва. Добро. Се користи за детоксикација индустријскиот коноп. Добро. Например, кај нас е ноторно загадена почвата во околина на Охис, тоа сакам да ти го кажам, и сите ние што сме живееле, бидејќи ја живее во кисела вода, меѓутоа на крај на кисела вода е последна 24 кај фабрикава Прогрес во близина на цементара, и сите што тука сме живееле и во околината 11 октомври на Селбиве,
знаеме каква реа, од изборам у 90-тите излагаше од Охрид, значи гнасен мирис на пластика. Цело Таму е Скопје гносотија. Да, ден-денес е таму почнува многу загадена, меѓутоа кај нас нема, ова се да земеш на просечен македонски политичар да му го збориш, он ќе земе да искалкулира дали тоа гласови му носи, колку гласови му носи, не му носи и така натаму. Нужно злони се политичарите. Сакам да те прашам, садењето канабис стварно на почва која е презаситена со токсини, со инсектициди, ја чисти? Да. Ти се спие, Златен? Не, па тоа од работа е тоа стандардна прича. А и јас вака забавен тип? Утре не е за забавен, ние сме Не, а да бев некоја цицла, да бев некоја згодна, онака розби. Вака ќе ме гледаш ово кокорен. Не ставај на очари, немам. Рано сум станат, а и утре у 6 ќе бидам, мора да се почне, значи ова веќе не иде, не може, зашто јас ќе терам и до 140 и до 150 ако продолжам со ова темпо на конзумирање храна. Ја јадам 2 пастрма или големи штипски вака, како да ти кажам. Значи, страшна е суспевата. Треба 1600 калории на ден да земеш. Прво почни да дозволи ми сега да изедам. Тоа сум 2 метра. Абе, ја не сум свиња од што јадам здрава храна, од што јадам лајна. Да, така. Дозволи ми да ги изедам. 1600 калории барем за тебе и 50% протеин да биде, чисти протеин. Фала ти 1800. Шекер не ти треба, зема и стевија. Не бе стевија ти шекер можеш да внесеш и од са. Не ти треба стевија да влезеш у кетоза, побрзо слабееш. 1800 за моја висина 1800 до 2000 калории се таман. Значи 2000 калории да не станеш од кревет трошиш на ден. За да слабееш треба да земаш, ја треба да земам 1300. Многу ниско. Многу е ниско. Знаеш ли што е трикот? Мене трендов го ја објави, ме уби у појам. Зошто ја 3-4 пати со протеинскава диета успеам да ослабам и по 30 кила. Добро. Ама после 2-3 години се враќам и се викам, ногата, ова, она. Не, си наоѓам оправдување. Зошто? Затоа што се враќам у нормала. Не смеам да се вратам на моите нормални, туку треба да идам до крај на живот 1800 калории. Ништо не ти смета меана, ама не секој ден меана по 5000 калории. Не, ние и дома многу конзумираме храна вака со Кој готви? Со жена ми се знае тоа. Да. Да, види и тоа. Па дај ангажираја поише адвокатурава. Некој кој ми на работа и ама види ја сум тоа може како сака да се свати дали традиционално воспитан. Јас сум си така воспитан. Жената за шпорет. Не ајде, молим те. Ама дека жената е главна во семејството, значи дека треба да биде столб на семејството, тоа да. Така? И никош не би земал жена што не знае да платата како ја земаш и ја уплаќаш незина сметка? Не земам ја плата. Може ли да сумираме со, значи за настанов да повториме уште нешто? Извини, ја ти реков дека сум ненормален и моево шарање не сум добар. И драго ми е што не сум добар. 20 април е да видиме вака. 20 април е сабота. Оваа сабота. Сабота ден за работа. Да. На летна сцена Лепеза, тоа е влезот од Александар Палас на крајот паркингот, со почеток во 12 часот, од себе Конопфест 2024, каде што ќе има десетина DJ изведувачи. Еве, стварно добро изгледа, човече. Да, не, убаво е, да. Ќе има штанд на од себе не сум бил у парк да ова заборавивме да беше срамота, заборавив да го кажам дека организираме по урнек на странските канафести надпревар во ролање. Тоа заборавив да ти го кажам. Што е тоа надпревар за ролање? Надпревар во кој најбрзо и најубаво мота, да им одговориме и на има до сега пријавено околу 20 на граѓани. За првите тројца ќе има символични награди и подароци, меѓутоа многу ми не прашуваа со што ќе се мота. Сигурно дека нема да мотаме канабис, затоа што нема да Зашто? Затоа што нема да се себе инкриминираме и некои и учесниците да ги заглавиме да не апсат. Зашто? Тоа е прва работа. Па некој не зафркава, па што не земате детелина. Секој што се чувствува доволно храбар, нека земе. Нека земи сам, нека си на своја одговорност. Пеки, ние ќе ги вадиш после. Ќе се мотаме со HG Mix, односно тоа е хербален микс кој што е налик на и одговара и е налик на канабис. Ја ги гледав тие и само дозволи да докажам прв пат, значи во 4:30, тоа прв пат го кажуваме зашто до сега се немавме утаначено, во 4:30 ќе почне веднаш после зарина прва севда ќе почне надпреварот на штандот на од себе надпреварот за ролање во канабис.
ќе оценува 5 члена жири, значи меѓу кои ќе бидам и јас, по 3 критериуми: брзина на мотање, пополнетост и изглед на на самата цигара. Значи тоа го има на секој канафест во странство. Значи тоа ќе бидат активностите, 2 фуд корнери. За жал, оваа година многу касно почнавме со организација, инаку 2019 имавме и предавања, значи многу поширок спектар на активности. Здравје Боже до година, ако е све добро и ако нема трета светска војна, не дај Боже, ќе оправиме на многу повисоко ниво. Колку очекуваш дека луѓе ќе се појават вака според? Тоа не можам да ти кажам дека според проценките на МВР, првиот фестивал, имавме информација од МВР дека го посетиле во текот на целиот ден меѓу 8 и 9.000 луѓе, што е многу добра бројка. Вториот фестивал имаше помалку, значително помалку, што е за волја на вистината, меѓутоа и првиот фестивал некако го работевме и доста време и бидејќи идеме настапуваат без пари или за многу малку пари, тој иде на познанство, си ги искористивме сите добри џокери првата година, па најдобрите бендови. Тогаш настапува, имаше многу луѓе, значи преполно беше. Втората година имаше значително помалце, да видиме оваа година како ќе помине. Супер. Значи добро музиче, ќе има рап, ќе има транс, ќе има рап, техно, ќе има добри диджеки. Јас за Рина чекам, искам мене мој фаворит за Рина чекам, ја Евгенија. Така. Да. За жал она е капела ќе пее. Една песна капела ќе испее, тоа вака чисто да не испочитува. Добро. Океј, Јанаки, не те задржувам, ти реков дека максимум ми рече до 9:20 да завршиме. Да. Точно е 21:20. Дам дека имаш обврски. Прво ми е драго што се видовме, бидејќи емисијава веќе моја е I don't care што ваква, туку да се видам со луѓето. Абе, човек, не ни го Даймон кане, ние не можеме да седнеме, бе. Не можеме да седнеме. И све помалку време, што е жално. И све позабрзано е. Да. А канабисот малце знае да го успори времето. Тотално ми е излезан од навик. Искам, ја долги години... Дај да удриме кочница. Долги години конзумирав, кога 2 децени конзумирав на дневна основа канабис и тоа е најголем доказ дека не создава зависност или таков тип на зависност, да не може, значи секој може да откаже канабис ако не сака, затоа што јас ти кажам 2 децени конзумирав на дневна основа, веќе од лани јануар, дали 2-3 пати имам конзумирано кога ќе запне жена ми и така натаму. Ова што иде сега е Marconi Union, чија песна научниците утврдиле дека најмногу опушта и дека е најздрави фреквенции постојат во неа. Масажа ги пуштаат ваков. Ама ова е сериозна авторска музика, не е она генерирана било што звучи. Него сега е сериозно. Уништи све. Све, значи тоа е такво ѓубре и така натаму и така натаму. Уште еднаш, многу успех. Ја во текот на неделата кога ќе имам соло, ќе пуштам од овие дисџокеи, па и од мојот драг Зоки Гушкач, ќе пуштам сетови за да анимирам. Дојди и нормално кој сака влезоте нормално. Да не плашам луѓе. Во сабота во 12 часот на може да се маскирам како оној како Фестер од Адамс Фемили. Требаше да таманси. Секој е добро. Океј, фала уште еднаш. Поздрав. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечер. Остај микрофонот секунда. Ми се свиѓа. Чиле. Таа е најбољи песна. Која? Зурка Фан. Твоето чилено мори. Ама не можам, тешка е за пеење. Се тешка за пеење, не го знае да. Колку е сат? Дај да му отидеме негде. Ама не, дома треба да идеш. Не пијам, иначе за радо би отишел, не е за дома. Не можеш на трезно да се запееш? Можам, ама не сакам. Не. А на розе вино не се рачуна као алкохол. Не пијам вино. Јас сум ракија. Добро, газирано. Не, строго ракија. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Лека ноќ и пријатно. Абе дај ракија по една ќе мавнеме. Ќе мавнеме друг пат во друга прилика, дај да си имаме кој. Ајде, вади, ајде.